Историјата на Битола ја проткаена со значајни настани. Сепак позабележливи се вриежите што преку аидуството се надобрзуваат на Илинден, кога градот стана центар на тајната македонска револуционерна организација, што како борбен почеток го доби своето врвно оформување во бесмртните денови на херојската народно-ослободителна борба. Таа нерамна и надчовечка борба за национална слобода и други права, градот даде повеќе стотини активни борци, од кои пред изгревот на слободата згаснаа преку 94 револуционери. Во овој град, во непосредна близина на Занданкуле, тој символ на многовековното робување, се наоѓа родната куќа на народниот херој Стеван Наумовски, на улица Преспа, број 11. Стив е роден во оваа соба на 27. октомври 1920 година. Неговите родители, Васил и Јана, се населија во Битола во мрачни времења на робство. И мајката и таткото, и сестрите Марија, Александра и Даница, и браќата Ѓорѓи и Сотир, чувствуваа бесконечна љубов кон Стив, кој што пројавуваше особини на вонредна обдареност. Сите негови одлики се вообличуваа постепено и јасно, уште за време на неговото школување во Битолската гимназија. Стив беше еден од најдобрите ученици во гимназијата. И покрај тоа, наоѓаше време да собира со трпение и љубов растенија за својот хербариум, да ја изучува стенографијата, да го усовршува францускиот јазик со помош на допишување со пријатели од странство, да вежба тешки партитури на виолина, да се вдлабочува врз проблемите на математиката, што беше негова страст, да ја проучува детално општата и национална историја и да ја студира револуционерната литература со вонредна упорност. Темпераментниот карактер не му даваше воопшто да мирува, сакаше да се запознае со сите проблеми и самостојно да дојде до низ запознавања, што го привлекува неговиот чист, но немирен дух. Од тие причини не знаеше што е тоа умор. Работеше упорно, системно и плански, од ден на ден, се повеќе и повеќе. Неизмерно ја сакаше природата. Често ги упатуваше своите погледи кон небото и со него почна да другува преку бројните воздухопловни модели што, откако ќе ги направеше, ги вишкаше по ливаѓето нагоре кон сините височини. Стив неуморно зарачеше од радост и веселба. Го сакаше животот, своите другари, пријатели, соученици, луѓето воопшто. Настојуваше да е во постојан допир со нив, да се наоѓа во нивна средина. Неретко лично ги организираше екскурзиите до убавите местности околу градот. Стив умееше да ги искористи не само екскурзиите до соседното Буково, Крстуар, Лавди и други села, туку и сите други средби, како манастирските собири, селските денови и слично, за да придобива нови соидејници. Така се разви во неуморен агитатор на партијата.
а луѓето сакаа да го слушаат, да се наоѓаат во негова близина и да ја почувствуваат огромната благородност што извираше од неговото срце и нетрпеливоста кон подмолништвото, нечестноста и предавството. По завршувањето на гимназијата, Стив замина во Белград. Таму се запиша на авиотехничкиот оддел при Техничкиот факултет и се приклучи на напредната борба на студентската организација. Оттаму тој пишуваше: Драга сестро, за спиење плаќам цела една банка. Таму нека му е. Завршува тој, откако ги изнесува впечатоците за лакомите апетити на буржуазијата и заклучува: Пак битола, бабам битола. Предупредувањата на партијата за опасноста од фашизмот беа најочити кога хитлеровците посегнаа врз независноста на Чегословачка. Стив се пријави за доброволец, но набргу стигна 6 април 1941 година, кога започнаа ужасите на војната. Веднаш по априлската катастрофа, Стив се врати во Битола, без да губи и миг време, самоиницијативно се зафаќа за организирање на вооружен отпор. Се среќава насекаде со цел да ја прошири партиската организација, така се најде и во монополот. Него го пуштија да работи во она оделење кај што работев јаска. Се разбира, тоа оделење беше мало од 400 лажи и дојде онај службеникот ми рече дека ќе ти биде помошник. Но набрзо тој разбра дека веќе јас сум организиран и дека пред мене може послободно да дискутира, да зборува, а одма после тоа почна да доаѓа во тоа оделење Ило Топаловски, со кој веќе почне да одржуваат состанци. Тогаш мене ми наложуваја да излегувам надвор, да чувам стража, евентуално да не дојде некој од службениците и да не ги види заедно кај што дискутира. Ова е Стрежевската воденица, еден од бројните илегални складови за оружје и муниција што го организира Стив како секретар на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Тој ги консолидира партиските редови и ги елиминира колебливците, ја омасови Скоепската организација и ја вклучи во голем број акции, ја организира прочуената Илинденска демонстрација. Во удел да со Стив присуствувам на еден состанок на покрајнскиот комитет во Скопје. Тргнавме од Битола, стигнаме во Скопје и преку јавката дојдоме до станот кај што треба тој састанок да се одржува. На састанокот, поред другите од натрешноста, присуствуваа Мирче Ацев, Светан Димов, Перо Тиквар, разбира се и Методија Шоторов Шатро, тогавашен секретар на покрајнскиот комитет, а како представник на бугарската партија присуствуваше Богдан Балгаријанов. На 22 април 1942 година Стив го основа првиот битолски партизански одред Пелистер во густата гора над Борбено-Лавци. На оваа улица, недалеко од Широк Сокак, Стив требаше да одржи вонредно важен состанок со еден од своите соработници. Меѓутоа, сосем случајно, се сретна со обласниот началник на злогласната бугарска фашистичка полиција Ќурчиев. 1942 година, месец мај, во станот на Пецо Стефановски беше Стив Наумов и јас и платник. Требаше на вечер да излеземе по некоја партиска работа. Стив излезе на еден правец, јас во друг. При враќањето нас да се вратам во станот, слушав неколку истрели револверски. Кога стигнав дома, видов да стварно нешто има и беа нешто збунети домаќините, а исто така и Стив и платник. Се качиме одма на спратот горе во собата како би поразговарале по тоа прашање. Одма Стив не извести да сретнувајќи се со полициски областен началник Ќурчиев, да избегне опасност да не биде ухапсен, беше приморен да го употреби оружјето. Иако знаеше да индивидуалниот терор е забранет и не требаше да се прави, а поготово во тој момент кој се недуваше партиската организација во Битола. Утрената са бајле, станав нарано во мукрите, по обичај и проверувавме надвор да нема нешто движење. Имаше движење од полицајци и војници. Нешто ни беше сумљиво и сметавме да опасноста е прилично поголема, ради тоа што дотогаш бугарите нема е направено целосна блокада на градот.
Стив ја продолжи борбата, додека фашистите го осудија на смрт во отсуство, се префрли на Бигла, каде на 6. јули 1942 година го формира битолско-преспанскиот партизански одред Даме Груев. Честото присуство на Стив Наумов во партизанскиот одред Даме Груев беше од големо значење за развитокот на одредот. Стив Наумов, како голем ентузијазиран комунист, беше еден од неговите организатори и раководители и тој деноноќно дееше над него, го инструираше, изградуваше, раководеше и се радуваше на неговите успеси, на неговиот развиток. Деноноќно дееше над него, го инструираше да се спреми за вооружената борба и го сврзуваше одредот со партиската организација и со народот на теренот. За пример ќе го наведам само нападот на Кажани што го изврши партизанскиот одред Даме Груев на 18. август 1942 година вечерта, кој го подготви Стив Наумов и кој го повика одредот од Болтска планина да се врати на планината Бигла. И така, под негово раководство, се нижат голем број акции. На 2. август одредот влезе во Смилево. На 22. истиот месец, Стив лично раководи со нападот врз фашистичкиот участок во Кажани. Непријателите беа поразени. Присуството на Стив влеваше неизмерна верба во победата. Уште 40-та година во септември месец, кога падна местниот комитет Битола затвор, после таа позната провала, чув за покојениот Стив Наумов како личност која иди во обзир за организатор на новиот местни комитет, односно секретар на новиот местни комитет. Нешто покасно без и јас примен во тој ново формиран местни комитет и имав прилика да се уверам во тоа кое порано го слушав за Стив. Дека е човек со големи организациони способности, спремен на секаде кај што ќе се зафати со неговиот авторитет да створи организација, било на партија, било на ској, да од луѓе малку уверени во тие комунистички идеали направи повеќе уверени. Но најповеќе ми е чудно кога се говори за другарот Стефан Наумов, тоа кај тој најдувал толку голема енергија да може да се бави со сите проблеми на организацијата. Тој не само што е водел организацијата на местниот комитет, како во градот, така и во селата. Тој формирал нови организации. Тој пронајдувал комунисти и ги приклучувал во организацијата. Односно му давал на секретарите на партиските ќели, како тогаш ни викаме. Тој формирал нови скојевски групи. Така една прилика има да го чујам како во градот во Битола од некој скојевски формира скојевска група имал предал на одговорните по ској во тоа време. Ми паѓаше особено во очи неговата храброст. Тој никој пат не трепнуваше со око било какви претни да престоеле. Има со него повеќе срешти на састанците на местни комитет кои сме држале во Битола и надвор од Битола. Во почетокот на септември 1942 година Стив се префрли во Питома Преспа, заедно со својот револуционерен другар и даровит македонски поет Мите Богоевски, да го поттикнат развитокот на револуцијата во повеќе села. Но, на 12 септември беа откриени во близина на селото Болно. Се заметна неравна борба на двајца родолюбци против стотици поробувачи. Мите падна прв. Стив ја продолжи борбата, а кога му сврши муницијата, се самоуби со бомба.
Herojskата смрт на Стив меѓутоа не ги обесхрабри неговите соборци. Напротив, разгорот на востанието и се помасовниот отпор на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор представува олицетворение на животните идеали и борба на Стив Наумов.